На понеделничката собраниска координација ќе се решава кога би се одржала пленарната седница на парламентот на која ќе се разгледува францускиот предлог за преговарачката рамка. Собранискиот спикер најавува дека ќе се направи проценка кога да се закаже седницата, зашто в понеделник почнува и дебата за ребаланс на буџетот која трае најмногу 5 дена, но која може да се прекине да почне сесијата за францускиот документ. Но уште пред одржувањето на координацијата на пратеничките групи, ВМРО ДПМН и коалицијата со писмен допис побара од Џафери да ја врати информацијата добиена од владата за предлог преговарачката рамка. Образложението е дека материјалот што го добиле од владата бил нецелосен. Ова е класична девастација и девалвација на собранието и ова е класично злоупотреба и симнување на најниско ниво на овој законодавен дом. Имено, материјалот кој што е стигнат од владата во собранието се заснова на информација за предлог преговарачка рамка од еден лист. Ова е целиот материјал кој што владата го испрати за одлучување во собранието, врз основа на која што треба пратениците да се изјаснат за иднината на Република Македонија. Срамота за државата, срамота за владата, а уште поголема срамота за собранието кое што прима вакви документи. Опозицијата тврди дека владата со ваквото постапување ја префрла одговорноста за, како што го нарекува, штетниот предлог врз собранието. Мнозинството пак смета дека парламентот е местото каде треба да се донесе конечната одлука за или против предлогот. Одговорност е на законодавниот дом преку носење на понатамошни заклучоци согласно собраниските процедури за овој европски предлог. Сите политички партии, сите пратеници во собранието треба да покажат одговорност, државност, да придонесат со диалог, конструктивност во носењето на конечна одлука. Експертската јавност бара на собранието да му состави простор да дебатира за содржината на предлогот. Треба да, и со оглед на тоа што се случуваше измината недела, сите имаме одговорност да во овој момент му дадеме простор на собранието како главниот законодавен представителен дом, рационално колку што е можно повеќе да ги продискутира овие прашања, колку што е повторно ќе речам возможно со оглед на тоа дека ова се многу експертски дискусии. Евроамбасадорот ГИР денеска даде појаснување од перспектива на Унијата откако земјата во изминатите денови се најде во ситуација на сериозна поларизираност. Our view is this proposal preserves the Macedonian language. Наше гледиште е дека предлогот го зачувува македонскиот јазик. Во срцето на предлогот е преговарачката рамка, а во неа стои македонски јазик, без какво било дополнување или фуснот. По првата меѓувладина конференција ќе почне процесот на скрининг. Втората меѓувладина конференција ќе се одржи веднаш по автоматизам по измена на уставот. Состојбата останува тензична. Дел од граѓаните со поддршка на опозицијата своето незадоволство од францускиот предлог од денеска почнаа да го манифестираат и со блокади на крстосници во Скопје и на неколку магистрални патишта во земјава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.